Причината за која сме ние денеска тука собрани, ние сме активисти од различни иницијативи и здруженија од цела Македонија, е што секој има горлив проблем на свое локално ниво во областа на загадувањето. На ова или оне начин, дали загадување на почва, дали е деградација на животна средина, како што е суродниците, дали е аерозагадувањето. Состојбата во Македонија е повеќе од сериозна и предложениот буџет, значи ова што нас не испровоцира е предложениот буџет за 2018 година, кој одредува само 0,4% за заштита на животна средина, знаејќи ги децениските проблеми кои ги имаме, кои се натрупани и кои само се таложат една врз друга и не се решаваат. Имаме 16 жешки точки во Македонија, ниедна не е комплетно решена. Некои не се ни воопшто започнати, а ние зборуваме за шестовалентен хром кој е неверојатно реактивен и опасен и токсичен, тој е сред Скопје. Значи имаме 3 жешки точки само во Скопје. Тоа е само еден мал дел, значи од сериозните проблеми кои мора да почнат да се решават. Затоа што прашањето не се работи веќе само за нас и сегашните генерации кои ние сега живееме, прашањето од сега натаму е за идните генерации. Ако ние не почнеме ова сега да го решаваме, идните генерации ќе немаат право на живот, ќе немаат право не само на здрава животна средина, ќе немаат право на живот. Затоа што ние ги го земаме со нашето неделување сега и нерешавање на проблемите, им го земаме тоа право. А тоа не сме никој да го и пустати декларација на Обединетите нации кои бараат од секоја држава, значи да го испочитува тоа и да се заложи да го остави, да остави животната средина и за идните генерации барем во подеднакво здрава состојба, а не уништена. Тоа е причината поради која ние бараме минимум да се зголеми, значи уделот за заштита на животна средина на 2,5% од вкупните расходи за 2018 година. За решавање на проблемите кои сите ги имаме, во барањето што го доставиме, значи тоа е само една мала листа од сите проблеми кои ние ги наведовме, бараме, значи дел по дел што се тие пари да се стори. Во спротивно, поради тоа што Македонија е подписничка на многу меѓународни конвенции кои се ратификувани, конвенции кои се има редица конвенции поврзани со животната средина и Македонија во континуитет ги крши сите тие конвенции, значи без исклучок, ги крши конвенцијата на правата на детето, не почитува декларации и резолуции кои се донесени од Обединетите нации на тема на животна средина, климатски промени, опасен отпад, заштита на животна средина, деградација. И поради сите тие причини, значи ова е наша последна инстанца институционално, каде што ние бараме да има слух од другата страна и да се излезе во пресред за да почне да се решава сериозно. Владата пред да дојде на власт ветуваше дека приоритет ќе биде здравата животна средина и чистиот воздух. И сега е на нив да кажат дали на вистина тоа го мислат, затоа што со ваков буџет не се дава таква слика. Меѓутоа состанокот што го имаме вечер во 18:30 со председател на владата господинот Зоран Заев ќе даде одговор на тие прашања, значи дали се има слух или не, дали сериозно го мислеле тоа што го кажале или не. И како што кажа претходно, значи ова е последен чекор институционален во државава што ние ќе го бараме. Посем тоа одиме на меѓународни инстанции, меѓународни судови, комитетот за правата на детето, комитетот за човековите права, ќе ги повикаме специјалните известувачи кои се при Обединетите нации, Советот за човекови права при Обединети нации, за човекови права и животна средина, за човекови права и поврзаноста со опасниот отпад и токсичните супстанции. Ќе поднесеме жалби и тоа е, значи, тоа се наредните чекори ако не се излезе во пресред на овие наши барања.